До 10 часот денеска над 2300 граѓани заминале во Србија на вакцинирање. А кој знае уште колку заминале во текот на ноќта. А зошто? Затоа што режимот брка провизии и лежи по плажите наместо да бара вакцини. Лек да бара за пандемијата од која што 3600 сограѓани умреа. Само до вчера 3600 погреби се организираа заради неспособноста и криминалот за провизии на Заев, Филипче и другите одговорни во власта. Режим. Па ова е срамота. За 6 недели во Македонија вакцинирани се само околу 7000 доктори и за нив нема доволно. Болниците се полнат со пациенти од корона. Децата страдаат. Се повеќе деца заболуваат и има се повеќе последици на дечиња заради короната. Срцеви маани, мозочни удари, белодробни заболувања кај деца до 12 години. И тие се сончаат по плажите во Мексико и Арапскиот полуостров. Криминалци и дезертери. Трката по провизии наместо кон вакцините е геноцид врз овој народ. Заради трката по провизии, велат, радувајте се, нема вакцини, радувајте се, не сте заморчиња на вакцините. При 3600 мртви, при 100 починати во еден викенд, 125.000 заболени досега, трчаат по провизии преку фантом фирми за вакцини, за лек. 2300 државјани чекаат редици на граница за да заминат во друга држава на вакцинирање. 2300 граѓани бегаат, бараат спас пред смртта заради провизиите на режимот. Македонија со режимот го губи суверенитетот. Граѓаните, државјани на Македонија молат за вакцини во соседни држави заради арамилакот на режимот. Македонија со режимот го губи суверенитетот со секој изминат ден заради самобендисани и фрустрирани неработници, криминалци кои што освен во трка по провизии и криминал на ништо друго не мислат. Ако сме држава, каква што не сме, Македонија сега ќе побараше листа на вакцинирани македонски државјани во Србија, ќе побараше фактура за вакцинирањето на македонски државјани и ќе ја платеше сметката кон Србија. Илјадници граѓани плаќаат здравствено осигурување во Македонија, а не добиваат ништо кога им е најпотребно. Беда и срам. Македонија во моментов се соочува со нешто и поопасно од короната. Се соочува со режим чии што крвави раце дрпаат провизии и пари од буџетот.